Ние посетуваме од 18-3 од март месец, секоја вторник доаѓаме и ние многу интересно научивме многу работи. Што научивте конкретно? Еве, например, седнувате на лаптоп, на компјутер, на телефон. Кога дојдовте тука, знаевте да ракувате со лаптоп, со компјутер? Знаев, само го донаучив тоа што ми требаше да го донаучам. Не Виберот го имав, WhatsApp имав, Фејсбукот го отворив, Месенџерот го отворив и така. Па да ви кажам, проектот го за една десетка е и треба уште повеќе да се пријавуваат наша генерација за да се дружат и за да научат за повеќе и за плаќање со електронски сметки. Сега има и во маркетите за самонаплата и така. Мислам дека треба да се продолжи и треба повеќе да доаѓаат. Презадоволен од презентерките. Научивме многу работи кои што не ни беа познати, као самоуки. Значи, ова е претежно за самоуки. И би сакал да исто ова продолжи, затоа што верувам, ние сме една група, колку 20 на луѓе, се надевам следниот пат ќе има многу повеќе интересенти. Има што да се чуе, има што да се научи. Пример, ќе земаме ја електронски, не сум плаќал струја, вода и така натака, тоа го научивме. И веќе во ред. Меѓутоа, ова беше едно големо изненадување за сите нас. Кој им кажав на пријатели, на комши, беа многу пријатно изненадени. До се не е слушнато во друга општина како го има ова. Меѓутоа, како по обичај, Карпуш во многу работи прв, па и во ова. Импресиите се многу позитивни, многу сме задоволни, сите со моите пријателки тука што доаѓаме. Пензионерки сме, као за повозрастна група, нели, така му дојде. Презадоволни сме од презентерките, имат, што и кажа колегата, трпение да ни све покажат што не е јасно, што треба да се овако превеземе и така натака. Штом слушнав, штом прочитав по телефон дека има оваков курс, веднаш се пријавив и редовен сум. Од првиот час сум редовен. Значи, имав некакви сознанија, меѓутоа сега дополнително навистина научив многу. Научив од моите драги презентерки, како да кажам, професорки, дознав работи што не сум ги знаел. Значи, тоа многу ме потикна и понатака. Значи, овој пилот проект е навистина прекрасен. И би посакал и во иднина, еве, од септември наредни години тоа да се продолжи, затоа што е веќе за наредниот циклус, ако има, јас веќе ќе донесам 4-5 комшики, пријателки од наша општина што се заинтересирани, би сакале да дојдат исто да научат нешто повеќе до она што го имаат како сознание. Ме изненади позитивно, почнав од првиот ден да го посетувам. Не дека нешто немав сознание, него ние како повозрастни ни треба и повторување. Повторувањето ни е многу битно, зашто технологијата оди напред, а во таа технологија треба малку да се помачиме. Вака девојките испаднаа многу приступачни, многу толерантни, многу трпеливи со нас, тоа што е потребно за нашата возраст. На секој поединечно ни посветуваа внимание. Значи, секој што има проблем во моментот, они ускокнуваат да ни помогнат. Значи, премногу сум задоволна. Имавме прилика да го чуеме мислењето на вашите посетители и сите во еден здив рекоа, презентерките се најдобри, го пренесуваат своето знаење несебично и многу научивме за овој курс колку што траеше. Што е она што успеавте вие да ги научите? Многу е битно трпението, на секој и групно и индивидуално, нели, да се посветиме за да им објасниме и се тоа да биде на многу едноставен начин испрезентирано, а да биде сватено од нивна страна. Се дружиме денеска ни 11-та недела, наредна недела ни е последната недела, односно 12 недели трае проектот. Се надевам дека ќе има уште многу вакви проекти, затоа што мислам дека многу научија и дека има уште многу поголема заинтересираност за вакви проекти за дигитална писменост, затоа што многу работи кои не ги знаат, посебно од мобилниот дел и мобилната апликација, за сега мислам дека без проблем ги совлада и ги научи. Ова е еден извореден проект, кој имаме двајца обучувачи или две девојки кои што се обучувачи за лица
од третата доба, значи повозрастни кои што не знаат да работат на компјутер, значи курс за електронско описменување, за да може да комуницираат со своите деца во странство, значи да се гледаат на Skype, на Viber и така натаму, но она што е најбитно и што сакаме да го развиеме овој проект е да го научат електронското банкарство. Тоа значи да можат да плаќаат електронски, голем дел од нив се плашат на банкомат да отидат да извадат со картица пари и тоа ќе го организираме, се со цел да ги намалиме гужвите пред шалтерите во банките на територија на општина Карпош, а во исто време на пензионерите, има и пензионери кои што се во полоша здравствена состојба, значи сето тоа да може да го бавуваат од своите домови, со тоа што сега ни стигнуваат 254 компјутери, односно тоа се скоро по 30 компјутери за секој училиште, значи во тие компјутерски сали, каде што имаме и смарт панели, значи на најсовремен начин ќе се одвива таа настава. Се надевам дека ќе има голем интерес од повозрастните жители во општина Карпош и полека но сигурно да одиме во тој правец да што е можно повеќе се користат електронските услуги. Дали може би размислувате да го продолжите овој проект и да го проширите? Да, ќе го продолжиме, ако има заинтересирани ќе работиме и преку лето и исто така ќе го продолжиме на есен и во текот на зимата.